Наутре токму на оваа тема Јована Костадиновска се наоѓа на терен. Би требало да има двајца соговорници ова утро, така бевме договорени. Јована, добро утро, зборуваме за Скопскиот маратон. Добро утро, Јована, си ги спочитува договорот и двата соговорници се тука. Имам чест и задоволството самите да бидат Елисавета Нојковска и Дејан Михајловски. Зборуваме за нешто што е вдумено кај ни во душата, а започна како рекреација. А тоа е спортот и тоа е љубовта кон атлетиката, кон трчањето и ќе да знаеме повеќе од нив, се разбира. Добро утро. Дали е вистина она што велам дека трчањето започува како рекреација, но се вдомува во душата, ќе дадеме Дејан простор на дамата, се разбира. Секако. Вистина се служувам, барем кај мене трчањето почна сосема случајно, неформално, лесно, кратко. Меѓутоа, еве, веќе 9 години е дел од душата, дел од животот, дел од секојдневниот ритам. Без трчањето мислам дека не може да ми мине, ако не денот, барем неделата. И мислам дека нема човек кој што ќе почне да трча, кој што станува имун после тоа. Да. Би се согласил со тоа. Да, кај мене спортот е вдомен уште од рана возраст, се занимавав активно со ракомет доста долго. Работев како спортски новинар, оние кои што ме знаат, значи од ракометот ме знаат и како спортски новинар, дека и таму бев доста долго во професијата, а со трчањето активно повеќе од 6 години. Веќе 4 години заедно со Кокана Јановски на тренинзи секој, што се вели секој ден, што ми донесе еден добар бенефит, добар резултат и носи секој ден нови позитивности, нови моменти кои што ни овозможуваат да бидеме среќни, ако ништо друго барем. А секако не е само среќата во прашање, бидејќи трчањето носи и здравје, влијае на здравјето, влијае на секој момент во денот, на секој систем кој што го има човекот. Влијае на многу на психата и овозможува едноставно, ако ништо друго, да го почнете денот со трчање и да го почнете денот со среќа. Па ни баре рекле дека серотонинот, хормонот на среќата, се лачи најмногу тренирајќи спорт. Вашиот избор е трчањето. Сте трчале само во Скопје, Македонија или вон границите? Не, веќе имам и надвор од границите трчано. Значи покрај 5 пати на Скопски полумаратон, значи полумаратон, неам уште истрчано маратон. Имав можност минатата година и оваа година да бидам дел од една група на македонци кои што трча и надвор од Македонија. Годинава, значи бевме неколку луѓе кои што трчавме на полумаратонот во Будимпешта. Значи бевме представници на Македонија, го видовме македонското знаме вако во Будимпешта поради нас, поради неколку луѓе кои што значи тргнавме од тука за да едноставно да учествуваме на тој полумаратон и оно што може да го видиме, значи надвор од границите е нешто прекрасно. Елисавета? Да, и јас Скопски маратон го истрчав еднаш од родолюбски причини, да, и татковински. Многу трчам надвор, односно трчам само надвор, некако изживеам надвор од Македонија. Имам 22 полумаратони надвор од Македонија, 7 маратони, односно 7-миот сега ќе го трчам во Чикаго. Од оние што би ги напоменала се Њу Јорк, Лондон, Берлин, Атина, Цирих, Рим и сега ќе биде Чикаго како 7-ми маратон. И јас исто така ги бркам под наводници. Добро. Елитните маратони, бидејќи сакам да ги завршам оние 6 елитни маратони светски. Ке ми остане уште Токио и Бостон. Се надевам дека ќе ги комплетирам, па ќе ви дојдам повторно гостинка за да зборуваме. Ќе бидам единствена од Македонија жена која што ги завршила. Има двајца маратонци кои што ги комплетира, па ќе имаме и една маратонка, се надевам. Огромно ќе биде моето задоволство да биде така и да бидеш наша гостинка, се разбира. И тука веднаш се одвестува најмногу прашањето дека за нас скопјани Скопскиот маратон представува повеќе од маратон. Тоа е традиција, тоа е убавина, тоа е еден начин на кој што можеме да се собереме цело семејство и пријатели и да уживаме тој ден. Но со оглед на тоа дека сте добар познавач и двајцата сте виделе како е инфраструктурата, надвор од Македонија, можностите за трчање, како се организирани маратоните, па ќе ја прашам Елисавета прво, па каде е Скопскиот маратон во тој поглед и што за вас представува како професионалци? Можност да се представи професионалниот спорт? Да. Благодарам. Скопски маратон е на доста високо ниво на организација.
Освен тоа, Скопскиот маратон е празник за нашиот град, дури празник и за нашата држава. Би ги охрабрила што повеќе скопјани да излезат на улици, да ги поддржат трчачите, да има што повеќе бодрачи, навивачи, па дури знаат да излезат скопјани со гитари, со инструменти, да викаат, да скокаат, да даваат вода, мали дечиња ги бодрат маратонците. Мислам дека тоа е она што ќе му даде уште поголема важност на маратонот и уште побогат ќе направи самата трка, бидејќи кога сте маратонец, сте сам вие против своите мисли и се тркате со времето. И многу значи кога некој ќе викне од страна, ќе ве бодри, ќе ви го каже името, дојди, ајде, браво. И јас многу се радувам кога па моето име ќе го спомнат некаде надвор како Елисавета или како ајде Македонија, зашто многу често на маицата го имам нашето знаме. Во однос на организација, Скопски маратон е на светско ниво. Се грижат се да има тркачите, се грижат за безбедноста. Тоа е сериозна организација од типот мора вие улици да затворите во главниот град за да може тркачите да дојдат. Па тука само би напоменала до нашите граѓани да бидат по-смирени кога ќе видат затворени улици, да нема нервоза, да се радуваат на нашите маратонци, ако можат да им се придружат дали во трчање, дали во навивање. Меѓутоа, Скопскиот маратон јас го кажувам како една од знаменитостите на Скопје и Македонија секогаш кога зборувам за Македонија. И сите заедно треба да се погрижиме да порасне уште повеќе. Ми останува само да се согласам со тоа што го кажа и можеби да додадам дека токму тоа навивачите се оние кои што ни недостигаат секогаш на Скопски маратон, бидејќи оној друг дел е сработен добро и е направено секако што треба и ни останува нас нели да го покажеме она што сме го работеле, што сме го тренирале на патека и да видиме колку сме подготвени во тој момент. Што се однесува до навивачите, секако ви петил јас порака дека треба барем тој ден во годината кога се одржува Скопски маратон да го сметаат за празник, да излезат на патека и да се радуваат заедно со нас. Некој кој што се решил да истрча 42 километри, па дури оние кои што се решиле 21, не е воопшто наивно да излезете на патека и да истрчате 21 километар, колку и да сте се подготвувале. Секогаш е тешко, секогаш тоа е мал дел на среќа, но малку е доволно за да те поттурнат и да направиш многу повеќе. Малку, еден извик, што каже Елисавета, еден извик е доволно за да те крене и да направиш нешто многу повеќе, да извадиш многу повеќе од себе. Затоа скопјани со граѓани, не само скопјани, дојдете и од другите градови да го посетите овој маратон на 1 октомври, бидејќи има што да видите. Не е само тоа обично трчање, некој што нема работа во тоа утро и искочат да трча на патека, туку тие што излагаат, доаѓаат за да се себе надминат, бидејќи има и такви кои што никогаш не истрчале полумаратон, а трчаат прв пат. Токму на нив им е потребна најголемата поддршка. Се согласуваме дека организацијата ги оправдува сите очекувања, дека е на светско ниво. Се согласуваме дека е најубавиот настан кој што не очекува. Ги поканивме да бидат граѓаните ваша поддршка и рекреативците кога ќе поминат професионалците кога трчаат да ги бодрат. Споменавме дека е настан кој што се истакнува секоја година, се надминуваат размерите, некој ако поминал некоја тешка болест, па успева да истрча, пораки се испраќаат, имаме маски. Може да го завршиме разговорот како вие го паметите Скопскиот маратон и нешто што ви оставило впечаток? Беа 5, а секој го паметам по нешто посебно. Секој си имаше нешто посебно. Би го издел само 2021 година, бидејќи тоа ми беше првиот полумаратон во кој што влегов опуштен. Влегов доволно подготвен да знам што можам да направам и го заврши со 21 минута побрзо време од претходниот. Значи тоа беше од 2 часа и 10 минути во 2020 година до 1 час и 49 минути во 2021 година за период од 12 месеци. Тоа е нешто неверојатно, бидејќи кога ќе се себе надминете за толку многу време, кој што е 1 минута по километар, тоа е нешто неверојатно. Верувам дека има многу такви. Верувам дека има многу тркачи кои што можат да го направат истото и уште подобро тоа, бидејќи секој организам е различен. И би кажал само едно нешто што мене ме води секогаш на овие трки, кој што ми останува впечаток уште од првиот Скопски, бидејќи тој ми беше прв полумаратон во мојата кариера. Оние кои што се пред вас, тие не се ваши ривали,
тие се ваша поддршка и ваша мотивација, бидејќи тие се побрзи од вас, вие ќе се трудите само да ги стигнете, тие нема да ви направат ништо, а оние кои што се зад вас, вие сте истото за нив. Вие сте нивна мотивација и поддршка на патеката и ќе се потрудите да ги извлечете да направат повеќе од вас. Се дори мислиме така, видиме она што ни е потребно и убавото во ова трчање. Елисавета? Јас го помнам Скопски и ќе ми остане во душата по себе надминување, зашто малку ми пречи да трчам на топло, па некако телото не е тоа што треба да биде кога е топло. Скопски маратон за мене барем е една од потоплите трки, но го помнам дека го завршив и направив едно од најдобрите лични времиња на полумаратон и би ги повикала сите да се себе надминат, да се придружат и да успеат да си победат некоја своја мака или некоја своја болка или некој здравствен некаква пречка ако имаат. Би повикала исто да имаме и што повеќе дами, жени, Јована и вие и вашата екипа се надевам дека ќе дојдете, ако не на 21-42 километри, барем на 5 километри. Знам дека Скопски маратон организира и женска трка, така да го промовираме трчањето како добро здравје и како добар начин на живот за сите нас. Така ја го завршувам тука разговорот, ви благодарам, што имав честа да разговарам со вас утрина. Уживавме и ние со вас. Благодарам, ми беше чест. Бранко, се враќаме кај тебе во студио, го продолжуваш разговорот. Се надевам дека бевме добар вовед во она што ќе разговарате вие во продолжение. Режија, оставете Јован уште малку во кадар, ако константно ме предизвикувате вие колегите да возам велосипед, јас Кристина предизвикав да плива со колегата Лесански, уште ми должат. Јована во патики си не се враќа во МТВ, вежбај околу телевизија, да трчаш, те чекаме на Скопски маратон да те видиме на 1 октомври.